Седете дома беше главната порака на здравствените власти ширум светот во борбата против вирусот COVID-19. Сега во многу земји не работеа рестораните, кафените и оние ресторани за брза исхрана, што пак влијаеше врз начинот на исхраната, вели Шарлот де Бекер од Антверпен универзитетот во Белгија. Ама оваа кризна ситуација ја потикна и другата крајност, да се јаде повеќе мрсно, солено и сладко. За тоа како пандемијата влијаеше врз начинот на исхрана, Љупчо Накев. Пандемијата принуди многу луѓе во светот да го сменат и начинот на исхрана. Бидејќи рестораните, кафеаните и други објекти за подготовка на оброци беа или се уште се затворени, се повеќе луѓе почнаа да готват дома. Потрошувачите купуваат повеќе зеленчук и овошје и почнаа да се хранат поздраво. Според прелиминарните резултати од една студија, исто така поголема е побарувачката на локални прехранбени производи, а се помалку се фрла храна. Истражувањето е спроведено онлайн во 11 држави во Европа од 17 април до 7 мај годинава. Шарлот де Бекер од Универзитетот во Антверпен, Белгија, координатор на истражувањето, вели дека луѓето се свртеле кон здрава храна, јадат повеќе овошје и зеленчук, а многумина почнале и да готват, иако тоа не го правеле претходно. Но има и друга крајност во исхраната. It's a health crisis, so on the one hand you want to be healthy and you want to prepare the healthy home-cooked meals, but on the other hand it's a crisis situation. People are stressed and they need the comfort of eating salty, fatty, sweet foods, but also the comfort of preparing something, of baking something. Аурелија Лабарш, која има продавница за органска храна во Брисел, вели дека прометот тројно и се зголемил, главно поради промената на однесувањето на потрошувачите, кои бараат поздрави производи и поблиску до дома. На слично мислење е и Давид Ерера, фармер кој одгледува органска храна. Потрошувачите сметаат дека е полесно да се контролира она што е дома, отколку она што се увезува од разни делови во светот, вели Ерера. Je pense que la tendance générale, les gens maintenant, en général, ils prennent conscience que les petits maraîchers, la nourriture locale, il y a quand même, elle est plus fraîche. Par exemple, si je commence à pulvériser demain, il y a une personne qui me voit dans la rue, j'ai plus de clients après-demain. Луѓето најчесто велат дека сега имаат повеќе време и дека можат и да испазарат и да сготват нешто дома. Се менува и начинот на размислување во врска со храната. J'ai l'impression que j'ai plus de temps pour cuisiner ou pour aller faire les courses. Là où d'habitude, c'est un peu la course entre revenir du boulot, aller à l'école. Enfin voilà, ça. We switch from snacks with this restaurant food and the online like delivery orders to home cooking. So it definitely changed a lot. I mean, more conscious really. So me personally lost 4 kilos, so I'm proud of that. Но некои луѓе велат дека се случило спротивното. Non, on se nourrit un peu plus mal. On se goinfre un peu plus de sucreries et malheureusement beaucoup de gens, on le voit en confinement, sont contraints à grossir. Истражувањето продолжува и ќе биде спроведено во вкупно 25 земји во Европа. А конечните резултати за тоа како и дали пандемијата го смени начинот на исхрана треба да бидат објавени кон крајот на јуни. Македонците, како и сите други, имаат потреба од среќниот хормон, што често пати значи консумирање на сладки задоволства. Но домаќинките и домаќините секако имаа шанса да се покажат и да се докажат во приготвување и на здрава храна. Зорана Гаджовска ги прашуваше скопјани како се справија со овој предизвик. Чујте не кажуј, бе гледаш колкава сум нека. И месени работи, кори, так тие работи. Да, и баклави се правят, да, пошто дома сакал некел нешто ќе се спреми. Кујната за многумина во време на пандемија од COVID-19 стана најчесто посетуваната просторија во домот. Полниот фрижидер за време на пандемијата им донесе и вишок килограми, велат дел од анкетираните скопјани.
Затворени во домот, многумина слободното време го поминаа над шпоретот во подготовка на домашни готвени јадења, но и благи задоволства. Баклава и колачи постни пиварки. Со храната овошје и зеленчук повеќе. Ама од благото не му Од благото не. Ке каснеш нешто и све се нафаќа на нас. Знаеш годините како се сидат постари луѓето, помал се ги каснеш, ама некако се здебило одма иде на тебе. Не е ко порано јади да се забораиш. Фужитерот е пун, препун беше, посебно првите денови и тоа замрзивач, ова, она. Уште има остатоци. Жена ми ајде да купим, ајде. Од друга страна, пак тоа што граѓаните мораа поголемиот дел од денот да го поминат во својот дом им донесе и шанса за готвење на домашна и здрава храна. Па, здрава храна би рекла, не знам. Така имам чувство дека е важно со здравата храна. Што повеќе да се купува ета надвор, на пазар и тие работи. Што најчесто го помните фрижидерот во овој период? Со зеленчук. Еден куп зеленчук. Мислам спанак, патлиџан, краставица, базата. Да, само исклучиво домашно готвено. Пазарџиите велат дека муштериите, кога станува збор за здрава храна, не прават големи резерви затоа што таа секогаш се конзумира свежа. Тоа е стандард. Иначе резерви нема. Претходно кога се појави тоа од почетокот, тогаш по маркетите беше таа гужвата, овдека немало така гужва на пазариве. Е тоа, иначе се е најнормално и еве се гледа. И тоа зеленчук, овошје сега што излезе, јагода, цреша, зимат патлиџан, зеленчукот и така. Ворете сега се. Доктор Александар Митов вели дека во земјава не е направено истражување за тоа дали пандемијата ги смени навиките на граѓаните во начинот на исхраната, но се забележува тренд на домашно приготвена храна и изоставување на брзата храна. Домашното приготвување е еден позитивен аргумент во однос на здравието во овој период на карантин. Меѓутоа, негативниот аспект дополнително е тоа дека сме дома постојано и дека ќе ни текне на храна многу почесто од вообичаено. Тоа може да доведе до да јадеме повеќе оброци, а во крајна линија да дојдеме до еден калориски суфицит, односно да имаме повеќе калории во текот на денот отколку што ќе ги истрошиме. Доктор Митов додава дека физичката активност е многу важна и советува на овој период да се гледа како на шанса и прилика за граѓаните да посветат повеќе внимание на себе и своето здравје. Сега имате време да готвите повеќе, сега имате време да посветите малку повеќе време, дали ќе вежбате дома, дали ќе испешачите. Значи, сега се создаде време за себе, кое што човек може да го посвети за себе, кое што вообичаено во брзината на живењето, во цела динамика на живење го немаме. Така што извореден овој период од летото до следната есен, кога ние навистина треба да направиме нешто за своето здравје. Град Скопје неодамна излези со нов проект Спортувај од дома, со познати фитнес инструктори со цел да се потикнат граѓаните на физичка активност. На социјалните мрежи млади луѓе започнаа и да се повикуваат меѓу себе на разни предизвици за вежбање од дома. Тоа беше се во издание на темата на неделата. Следете не на slobodnaevropa.mk и на нашите социјални мрежи. До гледање.